Види како овие другите, например, што се маскенбалови кои се, и овој нашиот, да се споредите. Повеќе овде има тива треба театралност од онда комика има, смеење и такви тие работи. Зато јас така го замислувам, не мора да биде така, ама јас така го замислувам. Се води од куќа на куќа, не смее куќа да се промаши. Ти после имат голема лутина. Зошто не дојдовте? Така да мора да појде. Дали газда домаќино ќе излезе или не е битно, али обичајте да појде на вратата, 3 пати да чукни и да речи тајде за многу години, да е куќа весела и така. Пред тоа сега малце младежов, помладиве генерации го избегнаа, нормално пред порта онде треба да застани да ја викава на помнене, бабо помнене. Меѓутоа се изостана тоа нешто. Тоа беше и невестата која ќе даваше пара, обавезно макнуваше рак. Сега не. Помладите сега не сакаат тие работи. Така да тоа е уобичаено да мора секоја куќа да биде посетена. Вечерва, например, се шета цело село. Горно мало слегуваат во долно мало, а горно мало оди во долно мало оди во горно мало. Кога ќе се заврши таа церемонија, кога ќе се посетат сите куќи, се враќаат наконак, се врши пребројување на парите што ги собрале. И после се оди на вода. Фактички тоа порано овде беа обичаи, свадба која се праеше, невестата во понеделникот се носеше на вода. Не се одеше во изворите, чешми имаше реонски. На чешмите се одеше со тапани, со сурли. Така да понеделникот топла ракија се служеше. И се викаше на топла ракија. А невестата ја носе на вода. Така да е останато и на Василица, утредента, уствари сабајлето, чим завршат, со шетањето по селото, водата на вода е, сега тоа излезе малце што знам, поделикатно водата на изворите. Се одеше и тогаш, на тоа време. Обичајот беше да скоро цело село одеше, онај кој може, нормално кој не може, не може. Се носеше на литургија. И едно ѓумче со Василичарки, што и викаме ние, оние што боцкат. И се одеше таму на изворите. И таму се класеше таа литургијата по водата и 3 пати ќе каснеше. Тоа демек за беричет. И така да тие обичаи остана и понатака. Сега не е баш толку масовно како што било порано што беше, али сепак се одржува. Се оди. Се полнеше вода и се носеше дома таа вода како света вода. И се стркаше по куќата, се прскаше за лошото да излезе од куќата, како крстена вода. Така да таа традиција остана и понатака и ми се чини дека нема да се искорени. Мора да оди понатака. Децата, и за фамилијата, и за куќата, и за бериќето, и за луѓето. Да имаме среќа и бериќет, и здравје, и сила во нашиот живот. Да одиме напред. Да сме среќни, здрави и живи и бериќет. Кој ќе се вратите од извор, например, и тога чукат на вратата. И
газдата, стариот и старата седа за врата ти, еден од нив и вика таа, кој тропат? По наше овде. Тие вика Свети Василие. Што носит? Дари бериќет. Поново пак тропат чукат. Кој тропат? Свети Василие. Што носи? Дари бериќет. Така 3 пати се поновјата. Песмата Василичарска е таа што Василичарите се добро, зетот и невестата и околу неја требаше да имат уште неколку и кој ќе дојде на врата, кој ќе чукне на вратата и е веле таа помене бабо, помене како струпска јртица, како прилевска ножница, ура, сурва година. Тоа е таа песма. Иначе друго нешто нема, нешто Василичарско да се пее. Како традиционално беше ѓомлезец. Се правеше за овој ден со паричка внатре. И се служеше нормално со кисело млеко или сирење било, урда било, што било, главно тоа е како традиционално за овој ден. Се нормално устоа имат и месо и ова и она, ама главно ова беше обавезно, меѓутоа сега веќе не е баш така. Се измена некако. Тешко им е да го прават тоа нешто. Да му направиш како специјалитет, радо би го јале, ама не сака да го прават владите. Има работа околу него. Така да друго нешто, некоја специјалност нема. И нормално пиењето, честењето и така ти работи. Василичарите, прво горна малцките и долна малцките, кои ќе завршат, и ојме навода на изворот, Вевчански извори. И ојме навода. И водата од изворот, од наизвор ја носиме дома и со таа вода го замесиме кашаников. Со изворската вода на Свети Василија на денот. Паричка редевне порано, право да ви кажа. Сега не редиме. Помодерно е сега времето. Порано редевне паричка, кој ќе ја најд паричката, тој ќе ја постреќи. И така, сега, така. И како се подготвува кашаников? Каша замесена и 4 јајца му фрлив во каткањето и каша со вода и квасец малу му реда и те. Каша се прави, после кашата малу да подчистните и го правиме кашаникот. Ова ноќ не е преспиват никој. До последно, нормално тоа, прво ја чекат зетот и невестата, било од горно или од долно мора да ја чека. Нема тука куќа, јако е затворена, кој ќе слушнат тапаните, одма сијериците по цела куќа се палат. И излегуваат газдата или домаќинката, ако не е газдата тука, домаќинката ќе излези. Порано не излегува. Имаше тука и таму некои рамбаши што викат босанци. Така да жените на пенџере му фрлаја, тога се збираше леп, во лебо парата и едно парче месо се фрлаше и од пенџере или од балкона ќе ти фрлаше. А вратата затворена, жена не смееше да излезе надвор во тоа време. Меѓутоа сега не е така, сега сите порти се отворени. Нема тука стравување. Сервирани имаш посело, например, маси, влегува зетот, невестата и околината околу нив. Ќе се поднапие, ќе мезнат, така ти работи. Така да тие работи некои вулгарни кои беа во тоа време, во постарите времиња и исчезнаат. Сега е потпуно слободно. Дента после на 14 пат, исклучиво само кој се вика Васе. Од друга куќа не се влегува. Само по Василовците на честитање оди зетот и невестата на топла ракија.
Освен маските за славењето на Василица, врзано е и пеењето на песни со еротска содржина. Но со текот на времето, намерно или случајно, стиховите се заборавени. Но останало маскирањето и карневалот како главен белег на Василица во Вевчани. Во одредени краеви василичарските дружини составени од маскирани мажи при посетата на секоја куќа барале да им се отвори вратата со следнава песна. Отвори порти домаќине, твоите вити порти домаќински. Ако спиеш, разбуди се. Ако пиеш, весели се. Откако ќе се отворела вратата, василичарите продолжувале да пеат. Сурова, сурова година. Домаќине добри гости ти дојдоа. Добар абер домаќине донесоа. Сето стадо домаќине со објагнило. Половина домаќине со облизнило.